Граѓаните се против воведување на двојазичност во целата држава. 81,8% од анкетираните во рамки на анкетата спроведена од Институтот за политички истражувања од Скопје ИПИС одговориле дека лично не би прифатиле двојазичност на цела територија на Македонија. Граѓаните не ја прифаќаат и платформата на етничките албански партии со цел нова влада на чело со Зоран Заев. Високи 72,5% одговориле децидно не на ова прашање. Од испитаниците 54,1% сметаа дека прифаќањето на платформата на албанците и двојазичноста ќе биде вовед во бинационална држава по големи поделби и федерализација. 52,2% од граѓаните кои биле дел од анкетата сметаат дека понудата на Груевски целосно да ја поддржи владата на СДСМ, доколку не ја прифатат платформата на албанците, е искрена понуда за спас на Македонија од федерализација и нови поделби. Протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија вкупно ги поддржуваат 51% од испитаните, во кои влегуваат и етничките македонци и етничките албанци, одвоени по етникуми. Резултатите од анкетата покажуваат дека 60% од етничките македонци даваат поддршка на граѓанската иницијатива, додека 58% од албанците не ја поддржуваат. Најновите резултати од анкетата на Институтот за политички истражувања од Скопје ИПИС покажуваат и дека лидерот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски. Има речиси двојна предност во однос на довербата кај граѓаните споредено со претседателот на СДСМ Зоран Заев, односно 26% од граѓаните се изјасниле дека најголема доверба имаат во Груевски, додека на Заев му веруваат 13,5% од анкетираните граѓани. Анкетата на ИПИС е спроведена во периодот помеѓу 10 и 13 март 2017 година на 1100 полнолетни испитаници на ниво на Република Македонија.